Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Градоначалниците на општините Карпош и Аеродром денеска имаа средба со директорот на Управата за водење на матични книги Ѓоко Котевски. На работните средби се разговараше за отворање на подрачни канцеларии на Управата за водење на матични книги на територијата на локалните самоуправи. Во нив граѓаните на Карпош и Аеродром ќе можат да добиваат официјални документи кои ги издава оваа институција, а кои се од исклучително значење. Во продолжение следува кусиот пресек на денот. Одбележан светскиот ден на штедењето. Издадено првото одобрение за градба во новиот мандат на градоначалникот на општина Петровец. 18 есенски музички свечености од 3 до 30 ноември. Заврши проектот против насилство под исто небо. Истражувачки филмски фестивал во Скопје. Фиксен телефон користат 51,5% од домаќинствата во Македонија. На одбележувањето на светскиот ден на штедењето 31 октомври беше истакнато дека банкарскиот сектор, но и штедните влогови се стабилни и сигурни. По повод одбележувањето во Стопанската комора на Македонија им беа доделени благодарници на најдобрите банкарски шалтерски работници. По повод светскиот ден на штедењето 31 октомври денеска на најдобрите банкарски шалтерски работници им беа доделени благодарници. Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора на Македонија истакна дека банкарскиот сектор, но и штедните влогови се стабилни и сигурни. Председателот на Сдруженијето Коста Митровски истакна дека во земјава има високо ниво на стабилност на банките и го повика населението повеќе да штеди. Банкарскиот систем е еден од најстабилните во државата. Банките се ликвидни и стабилни. Упатувам апел до сите оние граѓани кои што од некаква причина ги чуваат парите дома, да ги внесат како штедни влогови во било која банка во Република Македонија, затоа што така ќе остварат одреден интерес за себе, а на нас банките ќе ни овозможат дополнителни средства да можеме да ги пласираме на граѓаните и фирмите на оние што им се најпотребни. Гувернерот на Народна банка Димитар Богов оцени дека и покрај лошите услови во кои функционираше стопанството и банкарскиот сектор, сепак е постигнат добар раст на штедењето и кредитирањето. Уште еднаш граѓаните покажаа висока доверба во банкарскиот систем. Штедењето на граѓаните расте со стапка од скоро 6% на годишна основа. Тоа е солидно, имајќи предвид во каков амбиент се оствари тој резултат, а очекуваме дека во поповолен амбиент стапката на раст ќе биде и нешто повисока. Во моментот 222 милиарди денари изнесуваат депозитите на населението, од кои што 51% се од домашна валута, а остатокот во девизи. Очекуваме во наредниот период да продолжи тој тренд на така наречена деевроизација, односно повеќе доверба во домашната валута и повеќе штедење во депозити во домашната валута. На одбележувањето на светскиот ден на штедењето присуствуваше и министерот за финансии Драган Тевдовски, кој побара банките да даваат повеќе кредити во стопанството. Очекувам растот на кредитирањето да се забележува и кај фирмите кои треба да почнат да инвестираат и да го почнат процесот на раст, рече Тевдовски. Штедењето има исклучителна важност за домашната економија. Секако дека домашното штедење е најевтиниот извор за финансирање на домашната економија. Капиталот од странство е поскап, помалку достапен, многу често и понестабилен. Добро е што и стабилизацијата на политичката состојба прави да растот на депозитите и на населението и на фирмите остварува некои разумни стапки од 6%. Очекуваме дека во наредниот период ќе се остварат повисоки стапки на раст на депозитите. Исто така од аспект на Министерството за финансии е битно овие прибраните депозити повеќе да се пласираат во фирмите, значи банките да се охрабрат и да повеќе да финансираат, да кредитираат фирми кои што ќе влегуваат во инвестициони активности кои ќе ја движат економијата.
Граѓаните во банките во Македонија чуваат 222 милиарди денари, а компаниите 80 милиарди. 51% од депозитите се во денари. Во организација на новоформираната платформа за истражувачко новинарство и анализи ПИНА во партнерство со Фондацијата Фридрих Еберт Скопје, од 3 до 5 ноември во Кино Култура ќе се одржува првиот истражувачки филмски фестивал Скопје. Прв истражувачки филмски фестивал Скопје ќе се одржува во Кино Култура од 3 до 5 ноември во организација на новоформираната платформа за истражувачко новинарство и анализи ПИНА во партнерство со Фондацијата Фридрих Еберт Скопје. Како прв ваков фестивал во регионот, ИФФС обединува локални, регионални и светски теми поврзани со новинарските предизвици и потвати. Тридневната фестивалска програма вклучува прикажување документарни филмови, работилници, дискусии и дебати со гости од Македонија, регионот и од светот. Отворањето на првото фестивалско издание е посветено на укажувачите, храбрите поединци кои обелоденуваат информации во име на општото добро, информира организаторот. ИФФС е фестивал посветен на истражувачкото новинарство, но отвара и прашања што ќе ги заинтересираат и оние кои не се дел од медиумите. По прикажувањето на филмот да се биде укажувач на францускиот новинар и режисер Бенуа Бринже, публиката на отворањето на 3 ноември ќе има можност да ја проследи и дискусијата на тема укажувачи, тајни играчи кои може да ја променат историјата. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска го издаде првото одобрение за градба во новиот мандат. Белгиската компанија Емстел е компанијата која го доби одобрението и на почетокот од 2018 година ќе започне да го гради својот деловен објект на површина од 2900 метри квадратни во мултифункционалната зона Чојлија. Белгиската компанија Емстел е новиот инвеститор во општина Петровец кој денеска доби одобрение за градба во мултифункционалната зона Чојлија. Ова е прво решение издадено во новиот мандат на градоначалникот Борче Митевски. А како што најави тој, до крајот на годинава ќе бидат издадени уште 4 одобренија за градење, со што продолжува градежната офанзива во оваа зона која има одлична местоположба, поради близината на аеродромот Александар Велики и автопатот. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека со несмалено темпо продолжува да работи и во наредните 4 години, се со цел да се исполнат ветувањата кои ги дала на инвеститорите и на граѓаните, пред се да се намали невработеноста во општината. Како што најави Митевски, со изградбата на новиот објект на Емстел се очекува да се вработат 70 до 80 луѓе, а со оглед на тоа што во моментов во зоната Чојлија се градат 30 индустријски објекти, градоначалникот очекува во 2018 година да има недостаток на работна сила во општината. Денес со гордост може да кажеме дека општина Петровец го издаде првото решение за градба на фирмата Емстел од Белгија. Завршија изборите и општина Петровец продолжува да работи, продолжува она што го ветиме на граѓаните дека општина Петровец ќе се развива, ќе влегуваат како домашни така и странски инвеститори. Дозволата за градење што добија во рекордно брзо време и мислам дека се задоволни од општината. Очекувам 2018 година да ни фали работна сила, бидејќи имаме голем број инвеститори кои градат и кои веќе имаме побарувачка од работна сила. Белгиската компанија Емстел, која се занимава со обработка на лим, негово превиткување, заварување и слично, во општина Петровец ќе гради деловен објект на површина од 2900 метри квадратни, а изградбата ќе започне на почетокот од 2018 година. Маргарита Младиновска, генерален менеджер на Емстел, истакна дека одлуката својата инвестиција да ја прошири токму во општина Петровец е поради најповолните услови кои ги добиле од оваа општина. Благодарение на ефективната работа на општина Петровец, одобрението за изградба на објектот го добив во многу брз рок. Планот за изградба на објектот е да почне во почетокот на 2018 година. Во последните месеци нашата компанија инвестираше во многу машини, со тоа што со самото преселување во новиот објект се зголема опсегот на работа и како што најавивме претходно, ќе има голем број на вработување. Во ова општина инвестираме затоа што е индустријска зона, блиско до автопатот и затоа што општината Петровец ни понуди
прилично добри услови. Јас сум Маргарита Младенска, генерален менаџер на Емстил. Во мултифункционалната зона Чоилија продадени се 77 парцели на домашни и странски инвеститори за разни намени, од хотели до лесна индустрија, прехранбена, логистика и производство на автомобилски делови. Основното училиште Лазо Трповски од општина Карпош со своето партнер училиште Лирија од општина Чаир ја заокружија завршницата на проектот на меѓуетничка интеграција во образованието со наслов Против насилство под исто небо. Во рамките на проектот се одржа модна ревија на традиционални облеки, изложба на цртежи и рачни изработки. Со модна ревија на традиционални облеки и изложба на цртежи и рачни изработки, основното училиште Лазо Трповски од општина Карпош со своето партнер училиште Основното училиште Лирија од општина Чаир во домот на хуманитарни организации Даре Џамбас во Скопје ја заокружија завршницата на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со наслов Против насилство под исто небо. На манифестацијата беше прикажан краткиот филм Под исто небо во режија на Јане Алтипармаков и беа изложени фотографии од Наташа Гелева. На овој начин, низ аудиовизуелна техника, беа илустрирани досегашните заеднички активности на учениците кои тие ги реализираа во рамките на проектот, соопштија од општина Карпош. Комисијата ги прогласила тројцата наградени ученици на литературниот конкурс распишан на национално ниво на мајчин јазик, кои напишаа творби на тема Против насилство под исто небо. Првата награда ја освои Марија Антониева од Основно училиште Вера Циривири Трена од општина Карпош. Второ наградена беше Деа Сулејмани од Основно училиште Лирија општина Чаир, а Васил Наумовски од Основно училиште Димо Хаджидимов ја доби третата награда. Како што велат координаторите на проектот Татјана Бошковик и Сонја Јовановска, манифестацијата има за цел да ја донесе пораката за успешна соработка меѓу сите учесници во проектот, за умешноста на соживотот и придонесот на секоја индивидуа во она што значи живење под исто небо. Со 13 концерти ќе бидат одбележани овогодинешните есенски музички свечености. Концертите ќе се одржуваат во период од 3 до 30 ноември, а влезот за посетителите е слободен освен на денот на свеченото отворање и затворање. Од 3 до 30 ноември во Скопје по 18 пат ќе се одржува традиционалната културна манифестација Есенски музички свечености, за која организаторите велат дека ќе се вброи меѓу изданијата со најбогата програма во изминатите години и со исклучително голем број странски изведувачи од Словачка, Унгарија, Турција, Словенија, Србија, Шведска, Холандија и Русија. Никола Глегоров од Дирекцијата за култура и уметност на Скопје нагласи дека основниот концепт на есенските музички свечености ќе биде класичната музика. Манифестацијата во петок ќе биде отворена со гала оперски концерт и операта Кавалерија Рустикана, реприза од нивната вечерашна премиерна изведба, со кој операта ја почнува новата сезона и одбележува 70 години постоење. Ке заврши на 30 ноември со концертот Поема екстаза на Македонската филхармонија. Покрај домашни изведувачи, на есенските музички свечености публиката ќе ја забавуваат и џез музичарката од Турција, Елиф Чаглар, и незиниот квартет, и женскиот младински хор Јубилате од Унгарија со концерт по повод 50 години од смртта на композиторот Золтан Кодај. Редовно на програмата на оваа манифестација е и вокално-инструменталниот настап на ансамблот Танец, кој овој пат ќе се одржи на 22 ноември. Оваа година Танец ќе се представи и со дел од богатиот репертоар, ќе настапи и со две кореографии, Раштак и Роненка. Ќе земат учество Сузана Спасовска и пејачкиот хор и оркестарот на Танец. Во рамки на оваа културна манифестација, музичкиот состав Портал ќе ја промовира и најновата песна посветена на великанот на македонската музика Тоше Проески. Во албумот, покрај тоа што ќе бидат премиерно изведени многу композиции кои што досега не се слушнати, постои композиција која што се нарекува, еве сега за прв пат тоа го кажувам, Мило Чедо, и е посветена, значи авторска композиција, е посветена на големиот музички великан кој што веќе 10 години го нема, а тоа е големиот Тодор Тоше Проески.
музичкиот портал, состав портал и Маријан Јанковски, ние како автор, се одлучивме на некој начин да му се одолжиме на ова име и да создадеме едно авторско дело кое што на некој начин сметаме дека го заслужува ликот и делото кој што го направи Тоше Проевски и за нас како народ, но и за нас како музичари. На концертот и таа композиција ќе изведува покрај музичкиот состав портал нашиот мајстор на ударни инструменти Радко Даутовски и женски камерен хор под раководство на Јасмина Ѓоргевска. Сите концерти ќе почнуваат во 20 часот. Влезот е слободен за посетители, освен концертите за отварање и затварање во Македонската опера и балет и филхармонија. И двата концерта во Домот на армијата на Република Македонија за танец и за Елиф Чаглар джиз квартетот. Во анкетата на Агенцијата за електронски комуникации за пазарот на електронски комуникации, спроведена од 19 до 29 мај годинава, се забележува стагнација на бројот на домаќинства кои поседуваат фиксна телефонска линија, што значи дека е запрен трендот на опаѓање почнат од 2014 година. Запрен е трендот на опаѓање на корисници на фиксна телефонија, која и понатаму останува најмалку користена комуникацијска услуга. Во анкетата на Агенцијата за електронски комуникации за пазарот на електронски комуникации, спроведена од 19 до 29 мај годинава, врз основа на 1100 испитаници се забележува стагнација на бројот на домаќинства кои посетуваат фиксна телефонска линија, што значи дека е запрен трендот на опаѓање почнат од 2014 година. Мнозинството од корисниците на фиксна телефонија се постпейд, што е зголемување во однос на минатата година. Македонски телеком и понатаму го зазема поголемиот дел од пазарот со 58,5%, иако бележи тренд на благ пат за разлика од 2013 година досега. Поголемиот број од корисниците рекле дека никогаш 39,4% или во посебни случаи 35% не го користат фиксниот телефон за да телефонираат на мобилен. Бројот на корисници кои телефонираат од фиксен на фиксен телефон е 55,8%, што е стабилизација од трендот на опаѓање започнат од 2013 година. Најголем дел, односно 91,2% од лицата кои не користат фиксна телефонија се изјасниле дека не се заинтересирани да станат корисници на оваа услуга во годината што предстои, доколку се појави нов оператор на фиксна телефонија за да ги привлече корисниците, првенствено би требало да понуди пониски цени, односно 66,5% и подобар квалитет на услугата, 42,6%, стои во резултатите од анкетата. Во анкетата најголем дел од испитаниците кои немаат фиксен телефон, 58,6%, навеле дека имале ваква линија, но ја исклучиле откако започнале да користат мобилни телефони. 15,4% одговориле дека немаат потреба. 10,9% како причина ги посочиле високите цени за разговор и за предплата, а 8,2% го исклучиле фиксниот телефон затоа што им било наплаќано повеќе и им биле додавани услуги. Во анкетата 96,2% рекле дека никогаш не користат јавни телефони, 2% навеле дека користат неколку пати годишно, а 0,4% неколку пати месечно. Регионалниот центар за управување со кризи ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини и села. Станува збор за општините Карпош, Сарај и Центар. Заради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, без електрична енергија утре ќе останат дел од корисниците од повеќе скопски општини, соопшти Регионалниот центар за управување со кризи Скопје по добиеното известување од Ева на Македонија. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од село Бардовци, општина Карпош. Во периодот од 9 до 16 часот корисниците од село Орашје, Викендици, Велеполе, село Кучково, село Матка, село Кондово, село Грачани, село Бојане, село Дворце, село Копаница, село Радуша, село Горно Свиларе и село Рашче во општина Сарај. Од 10 до 13 часот без струја ќе останат корисниците од улица Васил Ѓоргов од број 19
13 до број 25 во општина Центар, како и корисниците од улица Јурин Гагарин од број 4 до број 14 и од број 65 до број 75 во општина Карпош. Од 11 до 12 часот и 30 минути без снабдување со електрична енергија ќе бидат корисниците од улица Воденска, улица Волгоградска и улица Љубљанска, а од 13 до 15 часот корисниците од улица Бриселска, улица Софиска, дел од булевар Партизански одреди и улица Njegошева во општина Карпош. За утре не очекува претежно сончево и релативно студено време со слаб северен ветер. Утринските температури на повеќе места ќе се спуштат и под нулата. Следува МТМ Метео. И за крај уште една информација. Околу 70 дела работени во разни техники на платно и панел од македонскиот уметник Петар Мазев ќе бидат поставени на отворањето на ретроспективната изложба по повод 90 години од неговото раѓање во објектот Даут Пашин Амам во организација на Националната галерија на Македонија. Отворањето на изложбата е на 2 ноември, а ќе биде достапна за посетители до средината на јануари. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.